Тежок удар за јавното обвинителство. Мнозинството пратеници во законодавниот дом му изгласаа недоверба на републичкиот обвинител Љупчо Коцевски. Единствени кои застанаа во негова одбрана и како чамец за спас беа СДСМ и ДУИ, партиите кои практично и го донесоа на оваа позиција. Со 71 глас за, ниту еден против или воздржан, помина интерпелацијата. Сега е на потек Коцевски да покаже доблест и да си поднесе оставка, кога оние што го бираат, пратениците, не му веруваат. На гласањето му претходеше жестока дебата. Владеачката ВМРО ДПМН уште председницата обелодени дека ќе ја поддржи интерпелацијата поднесена од левица. Координаторот на пратеничката група Мицевски потенцираше дека настрана суштинските разлики што постојат помеѓу двете партии, нивната заложба за бескомпромисна борба против корупцијата и организираниот криминал останува цврста и доследна. Институциите во соработка со обвинителството со години молчаа пред огромните скандали. Голем дел предизвикани од врвот на СДС и ДУИ, што и се добро познати на јавноста. Тие случаи не се и не смеат да бидат заборавени, туку се и денес отворена рана на ова општество. А јавното обвинителство остана рамнодушно и пасивно пред тие извори на неправда. СДСМ, иако држеше пресконференции во кои обвинуваше за селективна истрага за случајот со Кочани што го водеше Коцевски, сега се повлекува. Уште на почетокот на седницата, социјалдемократите најавија дека нема да гласаат. Почитуван обвинителе, ние во претходниот мандат сме ви дале доверба заради вашата биографија и искуство. Но и ве критикуваме јавно и гласно за одредени постапки. За тоа јавноста е сведок. Вие, господине јавен обвинител, го водите најголемиот, најтешкиот предмет за најголемата трагедија во поновата историја на Македонија. Тоа е огромна трагедија која ще се случи со пожарот во Кочани. Инаку Коцевски тврдеше дека за неговата функција не важи инструментот интерпелација, слично како што се оправдуваа и 5 члена на судскиот совет, кои уште си работат и покрај тоа што им беше изгласана недоверба. Сега единствен начин да се смени обвинителот, освен оставка, која за сега нема намера да ја поднесе, е да се реактивира барањето на владата за негово разрешување.